Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Наша гостинка на програмата на ТВ каналот ВИС е една дамнешна пријателка и на телевизијата, а и моја, тоа е Магдалена Мавкова. Нема потреба посебно да се представува, позната и призната по своите креации на торти, учесничка на повеќе надпревари, добитничка на повеќе награди и така натаму и така натаму. Магдалена, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добро ве најдовме. Најдов, всушност, после 2-3 години пауза. Навистина, толку помина. Да. Инаку почесто ми гостуваше Магдалена во емисииве на програмата на ТВ каналот ВИС кој јас ги водам. И секогаш имало повод, така и овој пат, а повод е ова. Повод е оваа златна плакета, која неодамна Магдалена Мавкова ја доби на една манифестација насловена Interscope Cakes во организација на општина град Скопје и на Ангелчиња. Тоа е здружение на граѓани. Магдалена, честитки за оваа награда, инаку ова е таа плакета, а ова е документот за истата. Изгледа прекрасно, значи град Скопје и Ангелчиња доделуваат златна плакета на Магдалена Мавкова за долгогодишна успешна надпреварувачка кариера и подпишани доле Петро Шилегов, градоначалникот на град Скопје и председателот на Ангелчиња Мики Ангелковски. Тоа се случи неодамна, на 9 ноември. Да, на 9 ноември. Честитки најпрвин за наградата. Благодарам. Ајде да ни кажеш каква е оваа манифестација, каде се одржа во Скопје и зошто токму Магдалена ја доби оваа награда? Прво да ги поздравам гледачите. Да. Одомна не сум ги поздравила. Па ова манифестација се одржува веќе 11 години, лани беше јубилејна 10 годишнина. Јас таму прв пат учествував. Ова година исто. И ова манифестација е во хуманитарен карактер. Сите торти, сите торти што се изложени, а многу торти има изложено, се доделуваат на болни деца, на училишта, на луѓе што им е потребна еден ден да се засладат со некој убава торта. Така, тортите се доделуваат или одат на аукција, па парите се Не, тортите се доделуваат, затоа што некој ни торта не е пробал убава торта, значи тоа е да се засладат со убавите торти од оваа манифестација. И ако животот ги дарувал со горчињи, да се размножат. Да, малце, да. Супер. И како помина манифестацијата, од каде се имаше учесници? Значи, ова манифестација, мислам, од голем карактер. Тука учествуваат многу доброволни, значи тоа се објавува на Фејсбук и кој сака може да дојде, значи без разлика од каде, да донира торта. Значи да донес торта. Имаше од цела Македонија, а имаше и од Србија, од Црна Гора, од Хрватска, Бугарија, значи од повеќе Албанија, да, од повеќе земји. Тука беа дојдени, тука беа и гости многу мастер шефове што ги оценуваат тортите. На лице место се изработуваат торти за 7 минути. Значи имаше учесници многу, значи за 7 минути каква торта ќе направат, значи готови теста со фил, ама декорацијата е многу важна. Зарема тоа можно? Можно, дури еден направи за 4 минути. Браво. И значи стварно манифестацијата е значи на забавен карактер, имаше многу детски групи од секаде, не знам од каде беа, што учествува со игри, например со народни танци, со модерни танци, балетски групи. Значи, самата манифестација се околу 4 сата траеше. Браво. И еве јас... Беше ли изненадана од... Јас бев многу изненадана од оваа награда. Да ти кажам, Джоко, не го очекував оваа награда од баш тука на таа манифестација. Јас оваа награда може би требаше да ја добијам од друго здружение. Затоа што учествувах едно 17-18 години во Вешта жена, ама некој ме пратил. Така. Значи без разлика каде сум учествувала,
Некој ги следи работите. Ја следил мојата работа. Така. И само 2 години што сум учесник во ова организација, ми доделија златна плакета. Навистина изгледа Значи, прекрасно. Ова претпоставувам ќе биде ставено во рамка сега ќе и ставам, да. Го краси вашиот дом, нели? Како Да, јас сум горда затоа што оваа златна плакета прва ја добив. До сега нема никој добино ова таква златна плакета. Во нашава земја никој. Да, не, затоа што ова организација. Така да, така. Затоа што за таква златна плакета треба да имаш многу минат труд, многу работа. Не може ти да добиеш златна плакета за едногодишно, 2-годишно или 3-4 торти да изнесеш па да добиеш златна плакета. Така. Значи тоа е за моето едно 35 годишно работење. Браво, браво. Мислам И дека какво е чувството? Какво е чувството кога се добива една ваква награда? Како да ти кажам, Джоко, јас добиено многу награди, нели, многу пекари, многу медали, ali ova me je posebna. После добивањето на исто плакета од градот Струмица, што ја добив пред 2 години од градоначалникот, на 11 декемвриска награда добив. Тоа е годишна награда на општина Струмица по повод Денот на заштитниците на градот Свети 15 Ивериополски свештеномаченици. Тоа се тие традиционални награди кои секоја година се доделуваат. По ова награда, ова ми е стварно најдрага, заслужена, затоа што навистина имам изработено многу торти, многу награди. Усвоено, да. И мислам дека сега кога бевме во Охрид, нели, на светскиот надпревар, 2 години беше во Струмица. Така. Сега ова година беше во Охрид. Сите што беа судиите, значи таму присутни што оценуваат, нели, торти, храна, било што. Значи, јас сум била единствена што досега сум изработила торта метар. Добро, токму тоа е моето прашање. Значи, пред овој настан, пред добивањето на оваа златна плакета, се случи твоето учество, уште едно учество на Гастромак. Да. Тоа е светски надпревар од светски рамки. Чинам дека е 4ти поред, бидејќи првиот пат се одржа во Скопје, па потоа беше 2 пати во Струмица. Јас ја имав честа да бидам водител на оваа манифестација и овој пат 4ти пат се одржа во Охрид. Навистина е многу убава манифестација на која учествуваат кулинари од скоро цел свет, од сите светски меридијани. И ајде да ми кажеш како Магдалена влезе во Гастромак. Јас колку да се секам, чинам дека правевме муабет околу тоа, ама ајде да ги потсетиме гледачите. Па во Гастромак не е многу, сега да кажам, од близко време. Поодамна, пред 7 години, знам дека по смртта на сопругот, одмах после 6 месеца, ме повика, ето Адријана, кога се снимаше емисијата во Струмица, таа ме покани, јас бех малку не сакав да учествувам, ама градоначалникот тога Зоран Заев ме повика и ме убеди за да учествувам во оваа емисија. И учествував во таа емисија, тука почна со работката со Адријана Лачка. И после неколку години, после ме покануваше Адријана на новогодишните снимања што се одржува во Етно село. Тоа е кај Куманово. Това е кај Куманово, да. И така ни беше соработката. Не е многу, да ти кажам... Интензивно? Ама повремено. Да наполнам некои надпревари, некои настани. И кога беше во Струмица овој вториот светски надпревар, пак ми се јава Адријана да правиме торта, за 2 дена торта. Тешка работа. Тешка работа, сакав да откажам, исто, викам кај Адријана. Тоа беше во Струмица кога беше? Да, во Струмица кога беше. Така. Ама кога имаш добар пријател, добар другар, добар соработник, и кажав ако може со Илинка да се потрудиме за 2 дена да направиме торта, може. Ако не сама, тоа не можам. Станува збор за Илинка Тодорова. Така. Добра пријателка на Магдалена. Да, соработувме многу години, соработувавме заедно, да. И тука ја повикав. Како беше, така беше. Ја направивме тортата, ја изложивме и на тој надпревар го освоивме златниот медал. Така.
И така тргна. Да, работите во Гастромак. И тој златен медал ние го поклонивме на градоначалникот на Струмица. Сега е во витрините во собранието, нашиот медал и дипломата. Затоа што ние се надпреварувавме под името Сити Струмица. Бевме две, не може две именија, едно, и се согласивме, затоа што сме две, нека биде под едно име. Да не е медалот или наградата кај Магдалена или кај Илинка, нека биде во општина Струмица. Супер, одлично, одлична идеја. И така започна со работката и како помине годинава, бидејќи знаеме како беше во Струмица тие 2 години, ама не знаеме како беше во Охрид. Твоите впечатоци, како помина таму Магдалена? Адријана по неко случајно се видела тортата што ја правиме пак со Илинка. Го знаеш ти фустанот. Да, тоа е од една вешта жена која се одржа во терминал Транспорт. Значи, ама беше презентерска, не презентиравме, не беше надправарувачка затоа што има пропозиција. А фустанот беше точно 1,5 метри. 1,60. Тоа е женски фустан, изгледа прекрасно и ако го видиш малку пооддалеку ќе мислиш дека е вистински фустан. Добро. И сега Даријана упорно Магде дај на некој надправар да учествуваш со тој фустан. Леле, викам Даријана, не могуче, викам това. Кај ќе ја носам јас таа торта? Ние таа торта ја работивме на лице место во терминал. Кај ќе ја шетам тортата јас 1,5 метри? Посебно на релација Струмица Охрид, кај му е крајот? И еве ова година упорно бевме во Крајинска гора, заедно ова година бех со Гастромак, ама не како учесник, како гостинка. Еве Даријана ми кажа, Магде, сега ќе уживаш, вика, нема да учествуваш, ќе бидеш со Гастромак, ама ќе уживаш. И таму упорно Магде таа година во Охрид фустанот. Таму беше гостинка, ама и како домакинка, бидејќи Магдалена Словенка, да. Да. Прекрасно се чувствував, многу во си поминав. И ај ќе ја правам тортата. Ај са на Адријана желбата ќе ја правам. И са кај ќе ја правам тортата, многу далеку, многу. И во Кичево. Таму имаме и пријателки. Близко, да, близко. Ќе ја правам во Кичево. Отидов во Кичево при пријателките и почнав да работам едно 5 дена. 5 дена и 5 ноќи. Нема денови. Интензивно. И ја направив тортата, ама за некоја несреќа, пред да тргнеме за Охрид, цела вечер врнеше дош. А јас знам што значи дош за фонданот, што го направи. Влажноста е негативна. Знаев. И тргнавме со дош. Транспортот беше, што ти кажам, цела мала роднини, сите носат торта, сите ни помагаат. И сега шоферот вози полека и на пола пат Кичево Охрид, гледам дека едниот дел од фустанот ми се влече. И што да ти кажам, Джоко, значи, тортата се влече и не знам што да кажам, само му кажав на шоферот, најблиско, кај што може да застани, тортата ми се влече, пајга. Тортата не падна, значи фонданот, што ни беше фустанот. Застана шоферот, што ќе правиме сега? Ај ќе заштитиме. Ама што ти кажам, Джоко, това ти са приказки. Имаше во колата еден најлон, па имаше некој, како ова шамија, и сега ќе ја препашуваме, ќе ја заштитуваме, ќе ја завиваме, ќе ја покриваме. Така. И некако ја заштитивме, да, и стигнавме нели во Охрид. Таму веќе беа пристигнати сите суди, тортите, атристика, торти не само мојата беше торта. И сега видеше, главниот судија види дека тортата нели ми е свлечена, јас цела се тресам, не знам што да правам. Ама судијата кажа, сега гледам дека навистина е торта. И мало и подметнување. На пола торта стеропори стават, не знам што стават. Жици, тоа беше торта. Ја сместивме, да ти кажам, Джоко, не е тоа. Ама еве најдов сили, некако сепак ја направив тортата. И беше и малку и подместена, малца како и твист да играа. Добро, ништо страшно. Женско тело, не може да биде исправено. Така. И ја поставивме тортата, не бев многу задоволна, ти кажам, не е тоа што го замислував. Не е тоа како што беше во Струмица. Да, не, на лице место ја работевме таа торта, тука пат и блага и дождови, не знам што. Арома, да ти кажам, Джоко, добив премногу честитки. Од сите таму. Сите. И имаше дури дојда да ме прашуваат дали сето тоа е торта. Новинарите, снимателите. Значи, дали е торта? Викам, да. Целата, од горе до доле е торта. Затоа што и телото
успеахме да го направим от фондан и се изсуши селваво. Значи, все беше уред. Само немах категорија. Така, оти немаше конкуренција. Немаше конкуренција и ме ставија во конкуренција на атристика, што нема... Благаве. Ама нема врска, значи така. мојата торта и тоа нема врска. Ама ете да, викам, Артистика на Дријана и кажав... Од други материјали, не е? Ма не е торта, тоа се е од, ти кажав, од чоколадо, од путер, значи нема тесто. Тоа кога се работи, кога се суши, си стои. Абе, таквите работи, една прашав и на турчинка, што ти кажам, 3 месеца. Ки работи, ки остави, ки работи, ки продолжа. Значи, има така, да се суши, значи не е торта. Така. Мојата торта, значи само мојата беше и таа е последната торта на светските натпревари. Значи, последна торта. Ти стави точка на... Точка на тортите, да. Така. Затоа што да се види дека не може на таквите надпревари да се носи торта од далеко. Еве Србија дојде и таа на надпревар, имаа 2 торти, ама не ги изложија. Скроз падна. За жал. За жал. Меѓутоа, убаво поминавте, убаво е да се дружите со кулинари од целиот свет. Тоа е твое уште едно искуство во твојата пребогата кариера. За тебе се многу надпревари, многу освоени награди, први, втори, трети, златни медали, пехари и така натаму. Многу години учествуваше на Вешта жена и оттаму ги освои скоро сите награди, но ајде да се подсетиме. Овде со себе носиш повеќе медали, ајде да се подсетиме на најдрагите. Не можеме на сите, ама на најдрагите медали кои ги имате освоени. Джоко, тие медали ми се освоени само за 2 години. Само за 2 години? За последните 2? Да. Ајде да слушнеме. Значи, нели првата што ја освоивме е во собранието, златен медал. Така. На тој надпрва што беше тука во Струмица, значи имаше словенска екипа, се запознавме, разговор, ме праша што работам, така, и покажа што работи, тие се изненадија и ме праша дали сакам да бидам во нивно друштво. Како викам во ваше друштво? Па да бидеш кај нас во Мастер шефови. Викам, што зборувате бе вие, викам, како јас во вашето друштво? Значи, ние тоа што го видовме, што си работела, нели им покажав на телефонот, нели, фотографии. После беа изненадени што јас, нели, многу изработував коктели, овошни декорации од лубеница, кога горе во Маф, кога се одржува латино забави, секоја среда изработував коктели од лубеници за посетителите. На посетителите. И кога го виде тоа, значи тие видео дека во мене има нешто големо. Затоа вика ќе бидеше во нашата, има поканија, дали ќе дојдам до година, се одржава во Крајнска гора меѓународен фестивал. И таму има од повеќе европски земји учествуваат на надпревар. Викам, па зашто да не ќе дојдам? Еве, се подготвив, направив торта, отидов за Крајнска гора. И таму имаше голема приказка, сега да не должам, стрес невиден. И учествував со торта и јас направив торта, ја осликав Словенија во торта. Значи ги направив тие најпрепознатливите места, например Крајнска гора ја направив, Бледското езеро, Постојнската јама. Значи со сите сталагмити, сталактити, човековата рибичка. И не можев да ја составам. Целата морав на 2 дела да ја разделам, што не би беше по моја желба, ама па се исплатише за таа торта, јас добив 2 медали. Да. Значи за оваа торта што бев првата година во Словенија, добив, значи, златната медалја, еве. Така, ова е тој златен медал. Да. И сребрениот медал. Меѓународен кулинарски фестивал Крајнска гора. И сребрениот медал. И златен и сребрен медал, добро. Одиме со следните. Кога заврши целата манифестација, ми приоѓа гастромастер шефови од Словенија и ми носат од гастромак шефови. Да. Златен медал со ниното лого, како се вика, знакот на Словенија. Интересно, да, уште еден златен медал. Уште еден златен медал. По тој златен медал доаѓаат хрватите, што не очекувах, Хрватска сега шо. И ми додели сребен медал со сниното со знаме, исто од Мастер шефови. Да.
Шеф од шефовите на Хрватска. На Хрватска, така. да. Значи ме накитија како новогодишна елка. Супер. Само нешто да ти кажам, Джоко. Тоа ми е многу важно. Кај ми? Тоа. Значи, кога чествував во Крајинска гора, дека кажа да бидам, значи да ја представувам Словенија, нели прифатив. Ама, жири комисијата се собрали и кажале, жената од Македонија, зошто да пише сега Словенија? Така. И дојде ме праша, века, Магда, нема да биде фер да ние напишеме прво Словенија. Да. Ние ќе напишеме Македонија. Нема проблем, уште поубаво, и правите чест. Само викам, нека Македонија не придавки, задавки, тога што бевме фиром. Како ќе кажеш така? Джоко. Така, тоа е доказ. Тоа е Мислам дека за ова правевме муавет, веднаш кога се врати од Словенија. Тоа ми е големо, значи, чест ми е, напишеа Македонија, па после Словенија. Така. Имаме сега, другата година, нели, продолжуваат пак надпревари. Тука имам усвоено, оваа година, значи, добив бронзен медал, затоа што немав категорија, да не сум без медал. Така, каде е тоа? Охрид. А тоа е во Охрид, на Гастромак 2019-та. Тука имам добиено сребро од Гастромак. И уште две бронзани од Гастромак. Сега да не набројам зошто. И уште две награди од Гастромак. И тоа се само дел од сите награди кои во кариерата... Тоа се само за 2 години? Така, тоа е во последните 2 години. 2 години, да. Да не зборуваме за претходните години, колку награди. Имам, да, имам усвоено многу. Од вешта жена, само што го немам добиено златниот медал. Имам го бронзениот и сребрениот. За жал, златниот медал не го добив, затоа што, ето, не сум веќе членка на вешта жена. Да, се случи тоа што се случи, внимавајте само на кабелчето. Јас ки се сеќавам во вешта жена само за убавите работи. Така. Другите работи да ги оставиме на страна. Во заборавот. Да. Така е. Значи имаше прекрасни мигови, прекрасни моменти, средбри, учествуват, надпревари, шетање, пријателства и тоа ми останува. И тие пријателства останува во секој случај, многу спомени, многу направени торти, многу другарувања, многу патувања и така натаму. Пребогата сте со многу искуства, со многу награди и тоа не се плаќа со пари. Не. Така ли е? Навистина, например, само уште нешто да ти кажам, Джок, што доживеав сега во Скопје и ма праша дали медали, што ми беа закачени медалите, дали ми се подраги или тоа што ми се случи во Скопје. Седеме така во Веро со пријателките и ми привоги една господја. Ја ги познавам. Добар ден, дали сте вие Вања? И викам, не сум Вања јас сум Магдалена. Да, вие сте Магдалена. Чест ми е, вика, да ве видам во живо. Ма пратила исто на телевизија. Да, многу пати сте настапувале на... И вика, посебно ми остав впечаток, кога бев на Канал 5, имаше една емисија, еден дел од мојот живот. И јас себе се потрудив нешто да направам разлика кога дојдовме од Словенија, па во Македонија, разликата меѓу две земји, различни, во се, во храна, во начинот на живот, на се. И таа ме слушала и вика, Господјо, вика, и почна да плаче. Викам, леле, викам, дали толку дојде, викам, да ги расплачувам луѓето. Се завртав на другата страна, уште една плаче. А викам, добро, што бе на вас? Па вика, твојата приказна ме допри, значи, тие емоции, значи, бехте прекрасни на телевизија, прекрасна приказна, прекрасно доживување искуство и многу ме е драго што ве сретнав. Ме прегрна, си отиде господјата, па не името не го знам. За жал. За жал. Добро, имате многу... Значи, ме препознаваат луѓето, значи, по некои работи. Така, имате многу приказни во вашата кариера и во вашиот живот, но нашето време е толку колку што е. Јас се надевам, Магдалена, дека ќе имам уште многу поводи за вакви убави разговори. Продолжувате и понатаму да се занимавате со правењето торти и претпоставувам ќе има уште многу надпревари, многу злати, сребрени, бронзени медали. Па јас се зараков, нели, за овој надпревар сега што беше во Охрид и тука во Скопје да не учествувам веќе. Бидете, и годините ме напаѓаат, не, јас имам уште, нели, енергија, ама
се осеќа веќе дека не е таа концентрација, го немаш тоа, значи желбата е голема. Така. Ама еве кога Ване го кажа тоа во Скопје значи на тај надпревар, на тоа збиндување, самата публика и тој не ми дозволи да прекинам со работа, Џоко. Јас се надам дека ќе продолжите понатаму и дека заедно со вас ќе се радуваме на вашите успеси. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Ти благодарам, Џоко, и поздравувам сите гледачи на Канал Виз. Благодарам.